Северномакедонци кои говорат северномакедонски јазик, тоа станаа македонците поради Преспанскиот договор и покрај потпишаното во Преспа јазикот ненамерно поради новото име ни го промени Португалија, а националноста исто така ненамерно стана северна за УЕФА, што подоцна беше исправено, но сепак покажува дека за светот веќе не сме македонци. Според познавачите ова е очекуван расплет на настаните како последица од Преспанскиот договор. Поранешниот амбасадор Ристо Никовски за Алфа вели дека со потпишаното во Нивици за светот повеќе нема македонци. Отворени порачува дека не само она што е државен entитет според договорот, него и се што е приватно ќе мора да се прекрсти. И тоа е неизбежно. А тоа значи дека ќе биде све северномакедонско од народ, од јазик, до историја, до традиција, до се што постои. Ако има Франција, се е француско. Ако има Данска, све е данско. Ако има Северна Македонија, мора да има све да биде северно-македонско. И за светот повеќе да бидеме јасни, нема македонци. Идентитетот се уште е зачуван, но само за устите на власта во Македонија. Состојбата на терен е многу поразлична, а тоа ни го објасни португалскиот министер за надворешни работи Аугусто Сантош Силва. Не можете да очекувате од дипломати и политичари да бидат експерти по лингвистика. Не ја поминуваме секоја секунда од секоја минута, од секој час, секој ден во употреба на соодветни прецизни термини од научна гледна точка. Кога мојата заменичка се осврна на македонскиот јазик, таа сакаше да каже македонски јазик. Поради потпишаното со Грција, ниту македонските фудбалери повеќе нема да бидат македонски. По премиерот Зоран Заев ова ни го порачи директорот на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсовски, кој вели дека сме морале да го промениме името на фудбалската федерација на Македонија. Ние мора да го испочитуваме Преспанскиот договор и има две опции. Едната е да биде Фудбалска федерација на Северна Македонија, а втората е да биде Фудбалска национална федерација. Нема федерација во Македонија која не примила средства од ТМС, освен тие кои се блокирани. Има проблеми со пливачката и скијачката федерација и ќе мора да се организира воредно собрание за да претседателот добие легитимитет. Дека ќе мора да направиме промена на имињата на сите јавни субјекти следе охридни порача поранешниот грчки премиер Алексис Ципрас, кого Заев го представи како добар пријател и на приватен план. Без инсталирање на Конвенцијата Северна во се македонско, Македонија нема да може да напредува во евроинтеграциите, порача Ципрас.